членови на семејството на професор доктор Валентин Мирчевски, почитувани академици, драги гости. На 20-то изборно собрание на Македонската академија на науките и уметностите, кое се одржа на 20 март, за член во работен состав на Академијата е избран професор доктор Валентин Мирчевски, професор на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. По повод неговиот избор, а во согласност со статутарните одредби на МАНУ, денес пред членовите на Академијата и пред присутните професор доктор Валентин Мирчевски ќе го одржи своето пристапно предавање на тема за трите света. Најнапред го повикувам академик Глигор Јовановски да им се објави на присутните со пригодна реч за ликот и досегашната плодна дејност на професор доктор Валентин Мирчевски. Поведете. Почитуван председател на МАНУ, академик Љупчо Коцарев, почитувани академици, почитувани проректори на УКИМ, драго семејство на Валентин, почитувани пријатели, колеги, професори, асистенти на професорот Валентин Мирчевски и сите други ценети присутни кои што сте одвоиле време да присуствувате на пристапното предавање. Како што веќе спомна председателот, на изборното собрание во март месец беше избран и професорот Валентин Мирчевски меѓу 7 дописни членови во работниот состав на МАНУ, а во таа прилика беа избрани и 5 академици. Сите тие треба во текот на наредната година до некаде средината на март месец да одржат пристапни предавања. Тоа е според статутот предвидено, така што Валентин ќе го отвори тој циклус на пристапни предавања, а наредните ќе следат во 2023 година. Јас се обидам сосема накусо да кажам неколку збора за извадоци од биографијата на професорот Мирчевски и за резултатите постигнати во текот на изминатиот период на планот на научно-образовната дејност и се надем дека тоа нема да трае повеќе од 10 минути. Валентин Мирчевски е роден во Прилеп во 1966 година. Редовен професор е на Институтот за хемија при ПМФ во Скопје, каде ги завршил до дипломските и постдипломските студии. Докторирал на Природно-математичкиот факултет во Загреб во 1999 година, а во 2001 заминал на постдокторски престој на Универзитетот во Грајфсвалд, Германија. Научниот интерес на професор Мирчевски е од областа на електрохемијата. Јадрото на неговата научно-истражувачка дејност го сочинуваат студии кои вклучуваат пред се изучување на комплексни електродни механизми и развој на методи за определување на фундаментални физичко-хемиски параметри. Поголем дел од овие студии представуваат нов оригинален придонес кон развојот на основите на електроаналитичките техники. Во дел од тие студии Мирчевски разработил нови нумерички методи кои се генерално важни за теоријата на волтаметриските техники. Професорот Мирчевски работи и на мултидисциплинарни студии на соединенија со биохемиска важност кои што се релевантни за физиологијата на процесите поврзани со коензимот Q. Значени се и студиите кои се однесуваат на изучување на редокс процесите на фармаколошки активни супстанции и пестициди. Досега објавил 152 научни труда, од кои 132 во меѓународни научни списанија со импакт фактор кој што се движи некаде од 2,5 до 15,5. Според базата Web of Science, купниот број на цитати изнесува некаде околу 3370, со Hirschhoff индекс 33. Според анализите на автори од Стенфорд универзитетот, Мирчевски е рангиран меѓу 2% највлијателни научници на глобално ниво. Посебно внимание во оваа прилика мислам дека заслужува монографската публикација на професор Мирчевски под наслов
Wave Voltammetry Theory and Application, издадена од Springer, која што е цитирана околу 360 пати досега. Ова е единствена монографија на англиски јазик за оваа модерна инструментална техника, за која Мирчевски се смета за еден од водечките експерти на глобално ниво. Исто така еден е и од коавторите на првиот речник за електрохемија, издаден исто така од Springer, а коавтор е и на поглавја во монографии за електрохемијата на полски јазик. Професор Мирчевски е редовен рецензент во поголем број списанија од полето на хемијата и електрохемијата, а бил гостин уредник на едно од нив. Бил раководител и национален координатор на 12 проекти, од кои што дури 9 се меѓународни, а најзначајните од нив се финансирани од Фондацијата фон Хумболт, Цепус, Кост и од Франкофонската асоциација на држави. Од 2018 до 2021 година бил национален координатор на НАТО проект, како и раководител е на тековен проект од Националниот центар за наука на Република Полска. Мирчевски покрај научната дејност се занимава и со апликативна работа, која што е поврзана со електрохемиска синтеза и примена на наночестички од благородни метали злато и сребро, како и развој на иновативни технологии за депозиција на метали на електрично неспроводливи супстрати. Досега презентирал 64 труда на меѓународни домашни научни манифестации и одржал 16 предавања по покана. Во 2018 година во Охрид организирал меѓународна научна манифестација насловена е The Door of the European Union, the Role of the Science and Research for Sustainable Development of the Balkan Region. Мислам дека нема потреба да го преведам ова. Ова е прва манифестација од ваков вид во нашата земја, на која учествувале Хумболт алумни од 10 земји, а познато е дека Ману беше домаќин на отворањето на овој научен собир. Меѓународната соработка на професорот Мирчевски е многу битна компонента во неговиот научно-истражувачки опус. Воспоставил соработка со 10 реномирани истражувачи од академски институции широм Европа, како Велика Британија, Франција, Германија, Полска, Романија, Хрватска, Словенија, Чешка и така натаму, каде одржал и серија на предавања. Образовната дејност на професорот Мирчевски е од областа на повеќе предмети на до и постдипломски студии на Институтот за хемија при ПМФ во Скопје и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Бил гостин истражувач на Универзитетот во Брест, Франција, визитинг професор на Универзитетот во Лоџ, Полска и еден од предавачите во рамките на докторските студии на Универзитетот во Лублин, Полска. Под негово менторство се изработени голем број на дипломски работи, 14 магистерски тези, а бил коментор на 2 докторски дисертации, во моментов е ментор на 2 докторанта. Мирчевски оформил нова лабораторија и вовел нова научна проблематика на Институтот за хемија од областа на електрохемијата. За неговите постигнати резултати носител е на неколку престижни стипендии, добитник на домашни меѓународни награди, меѓу кои Хумболтовата стипендија во 2000 година за постдокторски престој во Германија. Интересно е дека во Македонија само 10 истражувачи се носители на оваа стипендија во изминатите 70 години. Потоа добитник е на посебно одликување на Универзитетот во Лоџ, Полска, на државната награда Гоце Делчев, а во 2021 година Универзитетот Свети Кирил и Методий го избрал за најуспешен истражувач од подрачјето на природно-математичките науки за претходната 2020 година. Основачена и председател на алумни асоциацијата Хумболт и ДААТ, клубот Македонија, преку која придонел за подигање на угледот на земјата пред меѓународната академска заедница. Како резултат на личниот ангажман на професор Мирчевски, Фондацијата ДААТ отворила свое представништво на Институтот за хемија во период од 15 години, од 2005 до 2020 година, што е од особена важност за интензивирање на академската размена и научната соработка меѓу двете земји. Бил продекан на Природно-математичкиот факултет во Скопје, а во еден краток неколкумесечен период и вд декан на факултетот. Квалитетот и големото реноме на научните трудови на Мирчевски, неговата меѓународна научна препознатливост, аналитичкиот приод, продлабочената анализа
на тековите поврзани со науката и образованието и неговата визија за евентуално можни решенија, го истакна овој научник како еден од вистинските избори за дописен член на МАНУ, каде што се очекува во иднина да даде голем придонес кон понатамошниот развој на науката во нашата земја. Тоа би било накусо неговото представување. И сега, како што веќе вие сите знаете, темата на професорот Мирчевски носи наслов за трите света. Морам да признам дека деновиве многу колеги и професори ме прашуваа на што ќе се однесува тоа предавање. Јас им велев дека не знам. Некои ми веруваат дека не знам, некои не ми веруваат. Еве и пред вас кажувам дека и во овој момент не знам која е темата на неговото предавање. Верувам дека и огромното мнозинство од вас го поставува тоа прашање и сега очигледно е момент да го повикам, да го поканиме професорот Мирчевски да не запознае со тие три света. Благодарам. Почитуван академик Јовановски, мој драг професоре, ви благодарам за убавите зборови. Мои драги присутни, тешко е да изразам каков респект чувствувам што сум на ова место. Големината на ова место доаѓа од големината на луѓето кои што овдека претходно биле. Знаете, некои од нив го гледаа светот околу нас. Некои го гледаа светот во нас, беа во светот на зборот. Некои гледаа убавина во овој свет и убавина создаваа. А сите твореа врз еден цврст, природбенички, национален темел. А под него има длабок духовен корен, а под секој корен има и друг темел и така тоа оди до почетокот на времето. Голема е честа да се зборува пред вас, пред вашата стамена интелектуалност, почитуван академик Коцарев, председател на МАНУ. Најголема е честа да се зборува пред вас, драги академици, кои што се одваживте да ми оддадете признание и доверба која поголема не може да биде во оваа наша земја, а тоа дома навистина е најважно. Се разбира, величествено е да ги видам моите колеги, моите пријатели, моето сакано семејство. Сега, пред Нова година, што јас да ви раскажувам, освен да ви подарам некоја приказна и од срце да ви се заблагодарам што сте со мене во овој навистина ден голем за мене. Сакам да го побарам коренот на хемијата, каде е тој корен, и морам да се вратам навистина далеку, многу далеку, практично на почетокот на ова величествено место, кое што го нарекуваме универзум, нели? Таа слика ни ја подарија физичари, јас неја ќе ја искористам, таа слика, тоа место малку да го опишам. На почеток, според таа слика, дури немало ни простор, замислете, се создал простор, а тој е нераздвоен од енергијата. Енергијата се разбира е нераздвоено од дејството, а дејството е нераздвоено од промената. А не може да има промена, а да нема време. Овој свет, јас ке го наречам физички свет. Тој секако се базира на апроксимации, на некоја екстраполација и во крајна линија на верување. Тоа е многу интересно. Тоа не може да го заобиколиме никако. Мудри луѓе велат дека тоа е всушност процес. Во него ништо не е константно, се менува. И тој голем полимат Мегилкрист, филозоф, психолог, вели, тоа е креативен процес. Тоа е место на содејства, на взаимодејства кои создаваат нешто ново. А големиот Дейвид Бом вели, строго зевено, се е една целина, неделива целина, се почна од едно, се е една неделива целина.
она што илузорно нам не изгледа како иствоен ентитет, посебно материјален, е всушност некоја смрзната светлина, така Бог вели. И тоа е навистина во право. Многу интересно што на самиот почеток од таа првична хомогена енергетска дистрибуција се создаваат услови за огромна концентрација на огромна енергија на исклучително мал дел од просторот, за едно навистина собирање на просторот и огромна енергија за едно собирање на светлина во скоро бескрајно мал простор, и тоа го нарекуваме материјална честичка. Тоа не останува незабележано од остатокот од просторот, кој повторно не може да биде ослободен од енергија, и тоа ние не знаеме таа врска како поинаку да ја опишеме, освет да кажеме дека тоа е особина на маса. Тоа е всушност масата. По една микросекунда од почетокот на времето се создаваат услови да се создадат протони и неутрони, а по една секунда доста покасно и електрони. Тоа се трите најважни честички за хемичарот. И нивното взаемодейство, нивната интеракција создава целосно нов ентитет, величествена честичка наречена атом. И се изградено од атоми, во нас ова што гледаме и така натаму. И во рамките на тој атом, електронот на некаков начин е привилегирана честичка. Целиот простор му е даден на располагање на електронот. Тој всушност таму не е ни честичка, тој е некакво поле во рамките на атомот. А кога ќе го напушти атомот, тој е честичка. Всушност уште кај електронот ние во таа двојност ги забележуваме првите аспекти на важни космички принципи, наречени слобода, избор и така натаму. Големиот бард на науката на 20 век Нилс Бор, тој вели кога станува за атомот, не може вие како научници да зборувате строго. Мора да го земите јазикот на поезијата, оти тешко се стига до тие факти таму. Мора само да се создаде една слика и една ментална врска со таа слика. Таков е атомот. И сега замислете, еден протон и еден електрон, тоа е водород. Најмал, наедноставен, најважен, реактивен скоро со сите елементи. А само еден електрон повеќе и уште еден протон и некои неутрони се создава хелиум, кој што е целосно самодоволен, нереактивен практично со ништо. Замислете, еден електрон, колку голема разлика тоа прави. Ако го земеме еден од најреактивните метали, например натриум, и го ставиме во вода, на површината од водата избива пламен, гори натриумот, гори водата. Еден од продуктите на таа неверојатно бурна реакција е повторно натриум, атом на натриум, но кому фали само еден електрон. Таа честичка потоа е целосно хемиски смирена, таа е целосно стабилна и е конститутивна елемент на секоја клетка наша, на секоја животински и на голем дел од растителните клетки. Само еден електрон е разликата. Сршта на хемијата се хемиските реакции, а нивниот плод се хемиските соединенија. Тие се само резултат на одредена интеракција на некои од електроните помеѓу соседните атоми, не на сите електрони. Пазете, значи, одредената интеракција помеѓу електроните на водородот и кислородот создаваат вода. Може ли некој да ги спореди особините на водата со особините, поотделните особини на гасовитиот водород и кислород? Па тие воопшто немаат никаква врска. Тоа е резултат на таа интеракција. Интеракциите во овој универзум го носат новиот квалитет. Според тоа, сосема е јасно. Електронот е Божјата честичка во рацете на хемичарот. И сега замислете да имаме наука која може да ги користи електроните како реактанти. Не различни реактанти. Еден реактант и електрони. Тоа за среќа не само што е возможно, туку и едноставно, релативно едноставно. Замислете едно пака макроскопско парче на железо. Кога би имале Божји очи и кога би погледнале во тој бескрајен микроскопски свет, во железото, во металот се извинува, може да биде железо. Тоа што би го виделе покрај оние на некаков начин заробени електрони во атомот, би виделе реки од слободни електрони.
кои што по дејство на едно надворешно електрично поле можат лесно да бидат принудени да го напуштат металот и некој реактант на површината од металот, во неговата молекулска близина, што би се рекло, може тој електрон да го прифати и хемиски да се трансформира. Електроните од металот се нашиот реактант, а при тоа да не се промени хемиската конституција на металот. Таа наука, која што се занимава всушност со изучување на тој пренос на електрони од една фаза во друга, најчесто таа фаза е некој метал и растворот во кој тој метал е потопен. Тој метал го викаме електрода, нели, во некој раствор. Таа наука што го изучува тој феномен на премин на електроните, по дејство на едно електрично поле кое е фокусирано на самата граница помеѓу двете фази, во еден микроскопски дел од просторот, и кој процес резултира со хемиски реакции кои се одвиваат само на површината од металот, се вика таа прекрасна електрохемија. Тоа е наука меѓу физика и хемија, таа се разбира дека се потпира на математика и таа ги рефлектира сите тајни на овој физички свет. Има три главни особини. Таа е зачудувачки експериментално едноставна, но зачудувачки моќна во смисла на електричното поле кое постои на толку мал дел од просторот на границата помеѓу тие две фази, на границата од електродот и електролитот. И таа наука се карактеризира со една интринзична, суштинска убавина на резултатите или на нивната графичка презентација. Погледнете оваа крива, оваа симетричност, оваа благост на овие криви, оваа нивна цикличност. Тоа е типична електрохемиска крива. Затоа нема да се чудиме што Пикасо бил инспириран од тоа и посветил своје дело. А други мудри луѓе велат да не ве чуди тоа, затоа што во секој природен закон има и убавина. Всушност, естетските принципи се исто така водечки принципи во нашиот порив да го откриеме универзумот. Електрохемијата има две царства. Еве едното да го наречам западно. Тоа е она кое е посветено на складирање и добивање електрична енергија како резултат на тие хемиски трансформации на површината од електродите и тоа тие се нарекуваат батерии. Да го наречам друго источно царство, кое е посветено на анализата. Електрохемија посветена на анализа и продуктот од тоа се софистицирани уреди електрохемиски, миниатуризирани системи, сензори ги викаме, или анализа која оди и во длабочината на една клетка. Јас сум во ова источно царство. Замислете кога имате електрони во раката, тогаш бројот на експерименти е бескраен. Јас имав доволно време во изминативе 30 години така за различни експерименти. Нема органска субстанца, тоа може да биде лек, така, фармаколошки активна, која ќе се спротистави на тој интензитет на електричното поле на електродата и нема да размени електрони со електродата. Тоа ќе значи хемиски други дополнителни реакции, хемиско трансформирање и така натаму. Тоа може да биде и вистинска дрога, знаете, некој природен алкалоид. Тоа може да бидат и важни, корисни биомолекули. Така, сите јас сум ги испитувал, нели? Може тоа да бидат и посложени малце биомолекули, например пептиди, протеини. Тие дури и не мора да бидат во растворот. Доволно е да бидат на некаков начин имобилизирани на електродата, нафатени. Може тие да се ориентираат правилно во просторот кон електродата и така да разменуваат електрони, а тие особини на таа размена на електрони да ги рефлектира суптилните интеракции на имобилизираните протеини, например, со остатокот дел од растворот и нешто да се испитува кое не може толку лесно да се испита со други техники. Некогаш целта на електрохемијата е анализа, софистицирана анализа, симултана, а сепак експериментално едноставна. И тоа анализа на траги ние велиме. Субмикромоларни концентрацијски подрачја, така ние хемичарите тоа го викаме. Некогаш сакаме да создадеме методолошка основа за така наречени сензори. Сите го знаеме оној најславен сензор човекот што го има направено, тоа е сензор за мерење на глукоза во крвта, најшироко распространен. Тоа е чисто електрохемиски сензор.
Овдека ние се обидувавме да направиме сензор за друга важна биомолекула, навидум едноставна водород пероксид. Ама не да ја определуваме во раствор, туку во гасна фаза. Во гасна фаза секако не може да има многу водород пероксид. Зошто целта е да можеме да определиме водород пероксид и во стивот на човекот, зашто тој е индикатор за многу патолошки состојби, посебно со органите за дишење и така натаму. Некогаш тие сензори, ако погледнеме на вистина во молекулската структура на тој интерфейс, велиме, таа е сложена, посебно ако сакаме да детектираме, например, некои големи макромолекули, некои антитела, тоаш ни требаат разни молекули, поврзувачки, индикаторски, селективни и така натаму. При што присуството на некој протеин или тоа како антитело секако дека ќе влијае на интензитетот на размена на електрони со електродата и тоа ќе биде методолошката основа за негова детекција или евентуално за негова квантификација понекогаш. Мојот драг професор Зоран Здравковски велеше секогаш дека науката има мода и таа мода треба да се следи. Ако некогаш било модерно да се истражува барем теориски единечниот атом, а предходно макроскопски објекти, субстанци со многу атоми, едно време стана мода да се испитуваат така наречени гроздови од атоми. Така, тие гроздови од атоми пак се многу, но сепак нивната големина е, велиме, во тие нанометарски димензии. Ама нивните особини не се ниту како на поединечен атом, ниту како на макроскопскиот објект. Тие имаат фантастични нови својства. Големината тоа го прави. И сега ние сакавме да направиме и такви експерименти, се разбили да бидат иновативни, интересни. Например, да синтетизираме наночестички од злато не секаде во некој раствор, туку на границата помеѓу две течности, две течни фази. Па потоа да ги ориентираме мудро преку модифицирање со некои специјални молекули, па да нанесеме електрично поле на нив и тогаш да покажат еден извореден каталитички ефект. Не мора субстанциите да бидат растворени во растворот за да електродата, да речам, да ги почувствува. Тие може да бидат и кристали, може да бидат минерали од нашата почва. И тие кристали ситни и мобилизирани на површината од електродата нема да се спротистават на електричното поле и тие, велиме, ке дадат еден свој карактеристичен електрохемиски одговор кој може да го користиме како отпечаток, квалитативен отпечаток за нивна детекција. Меѓутоа, знаете, јас никогаш не се поврзав со еден единствен експеримент или со некои субстанци. Јас на некаков начин сакав да имам некои микроскопски очи, да гледам што таму на таа граница се случува. Јас сушно ништо специјално не правев, јас учев, нели, тоа што беше познато. Која е брзината на преносот на тие електрони? Колкава енергија за тоа треба? Дали со тоа се поврзани некои други дополнителни хемиски реакции? Дали има некои феномени на адсорбција? Што се случува кога концентрацијата на некоја честичка ќе се смени на површината од електродата и ќе биде различна во однос на внатрешноста на растворот? Ќе има ли пренос, велиме, на маса? Кои механизми тоа ќе го диктираат и така натаму? И сега, во тој свет секако треба, велиме, тоа е теорија. Така? Или придонес кон теоријата. Мора да има некое моделирање, мора малце хемичарот да совлада нешто што не го учел вообичаено, па да го предвиди експериментот. Тука мојата енергија најмногу отиде во суштина, ама пак инспирација се, експериментите се разбира. Таму многу интересно што човек полека пред него се отвора друг свет, драги пријатели. Тој е поинаков свет. Се отвора свет на законитости. Каде се тие законитости? Тие се дефинирани законитости, привлечни дејства, одбивни дејства. Се јавуваат дефинирани физички константи, точно определени. Електронот има точно определено количество електричество, најмало можно, нема помало. Не може да биде поголемо. Која е таа организација? Може ли науката всушност на незиното најважно прашање зошто таа не може да одговори зошто? Таа може тоа да го прифати само. Нели така? Потоа се отвора светот на математиката. Дури и во таа математика има константи, замислете. Во сите математички формулации фигурираат некои константи, некои чудни броеви, се викаат ирационални броеви. Па тие имале бескраен број на децимални места.
Какви се овие чуда? Оваа математика некој треба ли ја создаваме ли ние или ја откриваме? Ако ја откриваме, каде е таја? Во кој простор и време, во која енергија е тоа? Јас се разбира не можам да одговорам на овие прашања. Она што јас можам да направам, а не смеам тоа да го игнорирам. Тоа е еден друг аспект на оваа реалност. И затоа јас имам потреба од повеќе светови, тоа е овој вториот свет. Јас него го нарекувам абстрактен свет. Така, се чини дека тој ги дефинира условите на физичкиот свет. Од него извира развојот на физичкиот свет. Така, има ли време во овој абстрактен свет? Може ли некој на оваа земја да одговори дали прво бројот пи или првот бројот е дошол? Каде дошол тој? Кој е прв? Има ли тоа воопшто некаква смисла? Тоа прашање. Во тој свет се чини дека е тоа дека нема време. И затоа по имите таму јас велам дека е тоа свет на именки. А она што го заборавив во физичкиот свет, каде си се менува, ништо не е константно, тоа го нарекав свет на глаголи. Тоа е фантастично нешто. Тоа е свет на глаголи, а овдека е светот на именките. Во тие два светови, во таа суштинска реалност, екзистира нешто што јас сум длабоко убеден и можам со сите да спорам дека е највеличествено и најкомплицирано и најважно во целиот овој видлив универзум, поважно од сите други космички појави. Тоа ние го нарекуваме живот. Внимавајте, ние сме дел од тоа. Најпрво, има ли електрохемија во животот? Јас тоа право сакам да видам, дали во него има некаква електрохемија. А за да ви доловам еден поим, морам и на поезија малку да се повикам. Знаете Рацин како вели, над каква крв се мие и темнината пие, тој вели. А Матеја Матевски во Елегија за тебе на едно место вака пишува: од твоите очи занесени звездите светлина пијат. Како овие поети што велат дека некои светлосни феномени нешто пијат, така и растенијата светлина пијат во суштина. И тие треба да бидат најпочитуваните живи организми на оваа планета. Зошто тие светлина пијат и всушност ги подигаат собствените електрони на едно повисоко енергетско ниво. Ке ги складираат во одредени соединенија и потоа ке ги подарат на другите организми и нам. Тие електрони таму, постепено во серија на, веикаме, електрон трансфер реакции, во суштина електрохемиски реакции, полека ке се спуштат, ке ослободат својата енергија. И во суштина тој циклус на електроните во оваа природа, како најважен циклус, тој е енергетскиот извор. Тој е изворот на енергија што ги движи живите организми во суштина. Ако погледнам во внатрешноста на една клетка, таму фасцинацијата од електричните феномени е исто така незаобиколива. Например, една клеточна мембрана, таа има таква мудрост во неа, некои наелектризирани частички атоми пропушта ваму таму и се создава, велиме, природно се создава, ние тој поим природно, така го употребуваме, ништо не знаеме што значи тоа, ама само гледаме дека се создава, природно, една потенцијална разлика, велиме, и таа во секоја наша клетка околу 60-70 миливолти потенцијална разлика. Меѓутоа, во секоја наша клетка, пазете, меѓутоа, заради тоа колку е таа мембрана мала, таа е само 2 слоја на молекули, колку е таа мала, и тоа електрично поле е концентрирано во тој пикометарски, нанометарски простор. Јачината на електричното поле кое постои на секоја наша клетка е поголема отколку просечната јачина на полето, кое што се формира во невреме помеѓу долните слоеви на атмосферата и земјата, кога удираат громови и молњи на ова наша земја. Замислете го тоа. Колкава е електричната енергија акумулирана во нашето тело, во него имаме 40.000 милиарди клетки отприлика. Може ли тоа да го замислите? А ако отидам во внатрешноста на клетката, во тоа чудо, во таа структура, во таа анизотропност, во тој ред, а пак не ред и така натаму, тоа е чудо над чудата, нели? Тоа можам и да го доживам како еден анизотропен, хетерогено, комплексно електрично поле. Таму всушност макромолекулите создаваат некои патишта, некои електрични авении, низ кои патуваат организирано, смислено, диктирано други наелектризирани частички. Ние кога ќе кажеме концентрацијата на овие јони во клетката е толку. Каде е толку?
таа не е хомогена, апсолутно нити во една клетка. И сега, можно ли овој свет да не биде инспирација за истражување? Се разбира дека бил инспирација и за мои истражување. Еден од многуте процеси на клеточната мембрана го нарекуваме споен процес на пренос на електрони и на пренос на јони. На едната страна од мембраната тие фантастични протеини вршат пренос на електрони, обезбедуваат енергија и тоа потоа обезбедува енергија за пренос на јони на другата страна од мембраната. Замислете тоа да можеме да го симулираме со електрода. Тоа е можно да се направи. Се разбира, оваа електрода е бескрајно симплифицирана. Таа не е ова овде. Меѓутоа, во некои физичко-хемиски аспекти таа корелира барем со вистинскиот физиолошки процес, зашто на едната страна има пренос на електрони, на другата страна од некоја граница помеѓу нешто што е органско и нешто што е водена фаза има пренос на јони, и од овој систем многу важни параметри можевме да определиме. Некогаш конструкцијата на електродата може да биде и малку пософистицирана. Например, да биде тоа навистина тенок филм некој со микрометарски димензии, од органски медиум кој не се меша со водата. И тој во контакт со еден воден раствор создава граница помеѓу две течности. Пазете. И на таа граница сега можеме да додаваме други липиди, може да додаваме други протеини, да ја модифицираме таа граница и низ неа да го испитуваме преносот на јони. Тоа е исто така еден фантастичен систем. Некогаш во тај филм може и да биде и коензим Q, нели? И така нешто да заклучуваме за таа негова суштинска, викаме, редокс активност, способност да оддава, да прима електрони, а тоа да биде споено истовремено, симултано и со пренос на јони. Има многу интересни експерименти и со живи клетки. Во електрохемија може и со живи клетки да се прават експерименти. Например, те клетки од нашиот имун систем. Во нивната бескрајна сложеност на огромен број на физиолошки одбранбени механизми, тие меѓу другото, посебно кога се под ваков стрес, знаете, клетки да ставите уште да бидат живи, ама на електрода. Тие препознаваат дека тоа е нешто чудно. Но еден од механизмите нивни е да може да изфрлат електрони од нивната мембрана кон надворешноста и со тоа создаваат други частички, супероксид, со тоа се создава и тој потоа делува на околината како некоја одбранбена молекула. Тоа е многу интересен експеримент, а методолошки тој не е различен со експерименти направени, например, со цијанобактерии. Оние микроорганизми кои што се во еволутивната основа, нели, на животот, и тие можат да вршат и фотосинтеза и респирација и така натаму. И многу интересно што може нив да кажеме да ги засадиме на електрода. И тие се толку чувствителни на тоа на експериментот дали тој е изведен на темно или изведен на светло. Каква е таа нивна физиолошка брзина? Само што ќе се вклучи светлото, наеднаш фотосинтезата почнува и тоа наеднаш пак уште почудно електродата може да го детектира како значителен струен скок. И тоа е исто така еден многу интересен експеримент. Ама мојата мисла пак оди кон некакви методолошки генерализации. Јас сепак сакам да создадам нови алатки генерално важни за сите експерименти, па се обидувам околу тоа нешто, да правам нешто, да измислувам, знаете. Пак некоја теорија, пак некое моделирање, пак некои компјутерски симулации и така натаму. Но не можам јас да побегнам и од мојот порив за поставување и на најсуштинските прашања. И мислев дека во академијата е место тоа да најде простор во ова предавање. Виткенштейн, гледајте што вели. И кога сите научни прашања били одговорени, прашањата за проблемите на животот не би биле ниту допрени. Јас сега се прашувам од оние процеси, што сум ги научил, или тие биохемиски реакции, тие физиолошки механизми, тие физички процеси, имаат ли тие особини на живот? Живи ли се тие? Па тие не се живи. Ние знаеме, тие се процеси физичко-хемиски, тие не се живи. Гледайте еден гениален нобеловец, биохемичар, Сезар Ѓорѓи, што вели. Тој вели, трагајќи по тајната на животот,
Започнал со хистологија, па бил незадоволен, па потоа со физиологија, па со фармакологија. И сето тоа му изгледало прекомплексно. Потоа се префрлил на бактериологија, па одел на се пониско фундаментално ниво, на хемија, на физичка хемија и потоа рекол сега мајката му е во електроните, на квантното поле. И таму видел дека електроните се само електрони, се разбира, и во нив нема живот. И тој вели, каде ми побегна животот некаде, одејќи до ова најниско ниво. Ние сега знаеме, јас започнав со една таква атомизација, зашто за нас, за хемичарите, физичарите, таа атомизација, тоа сецкање на ситно, тоа ги открива тајните на физичкиот свет. Меѓутоа, дали живи се овие реакции или жива е целината? Знаете, која е она додадена компонента што таа целина ја прави жива? Знаете, некои системи имаат нередуцибилност едноставно. Ние некогаш, и ми се мораме, од природните науки, ние не смееме да заборавиме ако ја сакаме вистината на литература, на филозофија, на уметност, од тие се аспекти на реалноста всушност. Гледайте, ако сакам јас да ја разберам една строга, проста македонска песна, можам ли неа да ја атомизирам, да почнем да истражувам, да ја разберам, например, со изучување на гласовите В, па Е, па З, или така натаму. Или да испитувам структурата на фотоните, овдека што формираат овој збор. Или можам да испитувам структурата на молекулите кога зборот е напишан. Ќе доловам ли јас тоа што песната сака да каже? Каде е, впрочем, тоа што песната сака да го каже? Во кој простор, во кој време е тоа? За да ја кажам мојата идеја, што јас сметам дека е додадено во таа целина што прави нешто да е живо. Знаете, живот има своја цел, тоа има вредност, тоа се стреми кон нешто, тоа се повторува. Животот има особини што овој физички и тој апстрактен свет ние не можеме да го видиме, експлицитно барем не можеме да го видиме. За да ви доловам нешто, гледајте го ова видео каде е прикажан еден микроорганизам. Нели? Сладководен некој микроорганизам се вика лебедова солза, така? Имате представа колку е тој едноставен, така? Прави ли овој микроорганизам нешто смислено? Може ли да кажам дека овој микроорганизам нема никаква компетенција? Тој не гледа. Па тој се што прави е смислено. Тој има цел. Тој гледа како тоа го прави. Што е тоа, нели? На тоа множество, на крајот на краиштата пак од протони, неутрони и електрони, манифестирано во секакви различни соединенија, но пак само 3 частички, пазете. Тој бескрајен вариетет на својства со 3 частички само. И сега тој се претвора во жив. Нешто ги зграбува сите закони од тој апстрактен свет, сите особини од физичкиот свет, и условно речено со нив прави некое чудо. Ниеден од нив не е прекршен во живиот свет, а сепак тој има длабока смисла, има тој длабока вредност. Јас мислам дека нема жив организам во кој нема интелигенција. Не може без интелигенција да се биде жив организам едноставно. Тоа е таа компонента. Каде неа да ја најдем во физичкиот свет? Ја ке видам една почетна интелигенција во апстрактниот свет, како почетни услови дадени за нешто да се развива понатаму. Знаете, како почетни гранични услови на некоја диференцијална равенка, па потоа решава ја нешто ќе добиеш. Така? Меѓутоа, ваква интелигенција во акција се гледа само во живиот организам. И незината врвна форма, нели, на таа интелигенција е свест. Јас морам нив да ги ставам во некој друг свет. Тие не се исто. Морам да ги признам, јас не можам да ги, нели, да ги објаснам, се разбира, никој целосно не ги објаснил. Ама тие се аспект на оваа реалност. Зар човекот не е доказ дека свест постои во овај универзум? Ние во ништо друго не може да сме сигурни како во нашата свест. Постои ли мисла надвор од свеста?
Постои ли воопшто било каква перцепција надвор од свеста? Гледайте, паметни природонаучници, основачи на квантната хемија, физика, велат Шредингер, вели, свеста не може да биде објаснета преку физички поими. Бидејќи свеста е апсолутно фундаментална. Таа не може да биде објаснета преку било што друго. Дали има одговор прашањето, дали реалниот свет постои надвор од свеста? Како може да одговориме на тоа прашање? Каква мисла да формираме надвор од свеста? Тоа прашање нема одговор. Таа свест го прави човекот еден организиран, а интегрален дел од универзумот. Пак протони и неутрони и електрони, знаете? И тие сега се способни, тој ентитет е способен да се заврти кон универзумот, е способен да се знае дека постои, да се заврти кон универзумот, да го погледни. Универзумот се гледа сам себе си преку нас. И човекот е само онна битие кое може во абстрактниот свет да влезе. Постои ли друго кое влегува во тој абстрактен свет на законитости и така натаму, на математика? Ние сме тие, тоа е нашата особина. Нема во на специјални физички, хемиски процеси, нема никакви специјални. Има нешто друго, нешто недофатливо. Има еден ваков аспект на сите овие три светови кои мора да го прифатиме. Без обзир што имаме пристап кон нив, голем дел од нив ќе разбереме. Тие имаат една суштинска недофатливост. Мене ми се чини тие се недофатливи и непознати за самите себе. Не дека ние не можеме да ги проучиме. Знаете, во физичкиот свет има вградена неопределеност. Ние апсолутно независно него не може ниту да го наблюдуваме. Како би го секогаш сме ние во него. Не можеме тотално независно да го наблюдуваме. Значи секогаш и влијаеме всушност на експериментот. Гледајте, велат луѓето, природата ниту е целосно случајна, но ниту е целосно предвидлива. Тоа е фундаментална вистина. Или во абстрактниот свет замислете се. Каков е тој, конечен или бесконечен? Може ли некој да објасни што е тоа бесконечност? Дали може некој да го објасни тој барем математички поим што е тоа бесконечност? За мене бесконечност е она својство кое не е познато нити за самиот систем. Ако тоа е познато за самиот систем, тоа не се категоризира во бесконечно, знаете? Чудни се тие работи. Дали законите истите секогаш постоеле, дали ќе постојат? И тоа прашање е многу тешко. Планк вели, ние немаме право да тврдиме дека кој било физички закон што до сега постоел, дека ќе продолжи на сличен начин да постои во иднината. Да ве подсетам, овој свет, трет, свет над световите, е всушност Божи свет. Во него е квалитетот, во него се придавките. Знаете, во Божиот свет. Така да јас имам и глаголи, именки, придавки. Се што треба во моје предавање. Има ли граници во тој свет над световите? Кои се нашите вградени проблеми таму? Има ли цена некаква да се биде свесно битие? Не можеш и да си избран и да не си издвоен, знаете? Не можеш да си избран во ману, а да не си издвоен од своето стадо. Ке бидеш избран, но и ке бидеш издвоен. Тоа тука нема дискусија во тоа. Таа издвоеност, таа отуѓеност, пак имаме избор. Или кон неја ќе се приклониме, или кон свесноста ќе се приклониме. Јунг вели, свеста е предуслов на постоењето. Многу мудри луѓе овие работи ги велат, не јас. Нема раѓање на свеста без болка. Но избор имаме ние. За човекот се знае што е добро и што е лошо. Нема добри и лоши физички сили, нема добри и лоши равенки. Во овој свет има и добро и лошо. Во него има етика, во него има љубов и така натаму. Како да ги објаснам јас тие поими? Со кои сили, со кои равенки? Тие поими ќе бидат објаснети. Затоа мене ми требаат три светови. Така? А пораката ни е јасна, библиската мудрост е не надмината, како еден тек и од другите длабоки источни мудрости, така? Таа ни вели, пазете, бидете свесни за тој онтолошки ненадмидлив извор. Бидете свесни за тоа. Тоа е во вас, ама не е само во вас.
Зар не гледате дека има и други луѓе? Тоа е, дали има по-експлицитен доказ за трансцендентниот карактер на свеста? Таа не е само во мене, таа е во сите луѓе. Навредата, убиството на човекот е богоубиство на тој ближен до нас. Не е тоа нешто друго. Тоа е пораката. А еден прекрасен уметник, гледајте, холандски уметник, тој вели, еве слика за реалност. Таа е составена само од ангели. Гледајте ги ангелите. Ама за жал, во основата на секој ангел има и по еден ѓавол. Па сега, што сакаш одбери? Какво ти окото, таква ти е и сликата. Така е тоа. Многу интересен во овој свет на свесност. Како највисока космичка, пазете, привилегија. Ја не гледам поголема привилегија од тоа да се биде човек, без обзир на сите наши внатрешни длабоки фрустрации. Многу интересно да се анализира поимот јас. Што значи таа гордост да се биде јас? Арно, ама елементарни работи од таа јас на човекот не му се даде ни да ги знае. Ке знае ли кога и каде ке се роди? Така? Која култура? Кој јазик ке му ги донесе поимите? Без јазик тешко се иде до поими, до развој на свеста. Преку кои луѓе и тела ке биде донесен на овој свет? Со кои тела и души тој ке го измеша својот дух, своето тело и ке го раствори на крајот во вакви бисерни деца, како што имам јас, како сите што имаат, така? Тоа не може да се знае, тоа може само да се прифати, како облик на врвна љубов, всушност. Не може поинаку. Поимот јас е многу интересен, тој понатаму може да се анализира. Што значи поимот јас? Например, академското, интелектуалното јас. Јас ваков предизвик сакам да ви дадам. Да се обидите не да направите некое дело, туку само да генерирате една единствена мисла. И потоа да се убедите дека таа единствена мисла е апсолутно независен ентитет, таа од ништо нема никакво влијание, целосно е оригинална, под никакво влијание таа не е. Тоа е апсолутно невозможно. Знаете, тоа е невозможно. Ако една мисла не може да се генерира, зашто се во овој универзум е резултат на интеракции на ентитетите, не на самостојна издвоеност. Моето екзистирање зар не е плод на една академска средина? Тоа јас вклучува многумина, тие се јас. Јас сум создаден преку нив, и јас се разбира и нив сум ги создавал на некаков начин. Но космосот одлучил тие да бидат пред мене и мене да ме создадат. Се што е мое е всушност и нивно. Не може да биде само мое. Професорот Гличо како ми рече: Валентин, јас имав голема вода. Требаше само да ја насочам. Ма бидува ли нити без вода може, нити без насока на таа вода. А феноменот е тоа, на тоа заедништво, тогаш има нов квалитет. Моето јас е исто така дисеминирано низ многу други јас. Така? Смислата на животот е целосно исцрпена во неговата сама екзистенција. Не треба ништо друго да се бара друга смисла. Ама неговата вредност е во тоа колку тоа моje јас ке допре до други јас и со нив ке се измеша. Како ги допре? Создаде ли нов квалитет тоа моje јас? Тоа е вредноста на животот, не се моите резултати. Тие се минорно. Зашто се тие за овој универзум, за овие три аспекти на реалност? Знаете? Но ова е мојата оригинална улога. Никој немал друга улога во оваа специфична интеракција во просторот и во времето со овие луѓе. Тоа е мојата улога. Знаете? И тоа е длабоката вредност на животот, всушност. Сега пред мене има, не пред мене, пред нас има задача. Моето јас да се допре со колективното јас на академијата и од него да произлезе нов квалитет. Тоа е целта која што стои пред нас. Ви благодарам за вниманието.
во особено се задоволство да ја врачам овој документ на анкета кој се зборува за настан и за изборот на Валентин Мирчевски член работен член на Македонската академија на науките. Би сакал да му се заблагодарам на вистина инспиративниот говор и очекувам соработка со академиците уште по-подобро. Валентин, честитки! Сите на коктел.